Идната година во април избори ќе се гласа за нов парламентарен состав. Политичките партии согласно договорот од пржино ја договараат изборната регулатива, а граѓаните преку медиумите осознаваат кој изборен модел се кршка. Знаат ли струмичени каква изборна регулатива се подготвува од страна на 4 неголеми политички партии? Много тежко питање. Сега гледаш тие партии, тие народот разделен и не знаеш што да кажеш. И затоа простејте што повеќе не може да ви кажам. Јас сакам многу убаво да бидам заситарно. Да биде, ама некем поделуване. Ти да ме делеш, тај да ме делеш. Така не оправдам. За никој не гласа пало и поно. Сите обчекават по нешто, него во последно време веќе луѓето почнаа да не веруваат на никој. Пошто се расипа. Македонија зад себе остави неколку изборни циклуси. Се кроја изборни системи, модели по теркот на политичките партии. Никогаш не се отвори дебата каква регулатива претендираат граѓаните. Невладината Новос од Струмица смета дека за вакви чувствителни прашања сепак треба јавни трибини, отворени дискусии, граѓански дебати. Дефинитивно самата изборна регулатива мора да биде кроена по мерка на граѓаните, но сепак бидејќи овде се работи за чувствително прашање, тоа е политичко право, тоа е фундаментално право, мора да се земат во обзир и некои други елементи. Со самото тоа значи ќе дојде до израз и фундаменталното значење на зборот демократија, демосикратија, што би значило владење на народот. Да, дефинитивно мора да биде скроена и гласот на граѓанинот треба да биде, значи што ќе го даде тој глас на едни избори, тој мора да биде иницијална каписла за позитивни промени. На последните парламентарни избори се гласаше за политички партии кои имаа своји кандидатски листи. Струмичени кои ги анкетиравме со различни мислења, но претендираат да гласаат за личности кои се докажале во својата средина, заради што партиите при кроењето на своите листи сериозно треба да размислат кои кандидираат. Политичките партии да се тргнат да се изберат луѓе кои се со авторитет, поштени да бидат, познати јавноста. Мислам оти по-добро ќе биде за партии дека за личности. Личности сите гледат само бизнес. На таа партија треба да гласам да биде и личноста поволна, да биде стекна, да биде завршено со високо образование. И за личност, и за партијата. И за две оти една личност, ако не е уред, она не може да биде раководител на целата држава. Кај нас се бутнаа пратеници луѓе неспособни за дома, за фамилијата не го бива, а влеза пратеник. И кај нас јас усеќам, способни луѓе не сакат партиите. Партиите барат луѓе кои ќе му кажа на црното бело и он ќе каже бело. А способни луѓе кај нас не сака, ниту една партија до сега не е сакала. Невладината Новус која работи на полето за едукација на граѓаните за своите права, отворено излегува со концептот отворени листи, каде граѓаните ќе можат да гласаат за кандидати. Во врска пак со отворените листи, ова може би звучи малку утописки, но редно време е да се стремиме да достигнеме некој повисок степен на демократичност во нашето општество. Сметаме дека со отворените листи граѓаните ќе можат да гласат за кандидат. Значи, тие ќе одлучуваат на кое место ќе биде кандидатот, а со тоа и самите политички партии ќе внимаваат кои ставаат на таа листа и пред се овде ќе се базира и ќе доаѓа до израз квалитетот, моралот, одговорноста на самата личност. Во април идната година најверојатно струмичени ќе гласат во рамките на 4-та изборна единица, бидејќи повеќе од сигурно е дека Македонија останува со 6 изборни единици. Дел од граѓаните кои ги анкетиравме претендираат на една изборна единица. По-добро е едно мислам да види. Една изборна единица. По-добро би било. Да, една изборна единица, никако диаспората да не се уклучат, бидејќи они не живеат тука, а сакат да мислат за мене как е живеат. Треба ли диаспората да гласа? Прашање по кое политичките партии се надмудруваат, договараа со своји предлози. Димитар Цветковски од македонската заедница од Северна Германија смета дека иселениците не треба преку своји избраници да ја креираат политиката во Македонија. Треба ли диаспората да гласува овде на избори? Не треба. Кажам две причини зашто не. Бидејќи јас како граѓанин, ние што сме поблиску од Европа, доваѓаме секоја година 2 пати или 3 пати се среќаваме со нашите роднини и ги гледаме потешкотиите што ги имат и мора да им помагаме да излезат на крај.
А тие што се во Америка, Австралија, дупло државјанство, тие по 10 години не идат овде, и не знаат животот овде како и што е. И затоа самите треба да се свесни од диаспората дека да не го осудуват својот народ во матичната држава. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Струмица информира дека за изборната регулатива се разговара и преговара на највисоко ниво и не добивме став што ќе добијат граѓаните со нивните предлози. Од Општинската организација на СДСМ пак тврдат дека моделот со една изборна единица буквално го артикулира гласот на граѓаните кои се одлучиле и за помалите политички партии. Па ако знаеме дека со 6 изборни единици најмногу губат малите партии, да кажеме ги викаме ние празни гласови од некои над 60-70 илјади гласови, можеби и повеќе, така да со тоа добиваат малите партии во подобра прераспределба на гласачите и на нивните гласови, на сметка на поголемите партии ќе се добијат пошарен состав на собранието, значи демократскиот процес ќе биде на повисоко ниво во Македонија. Парламентарните избори се закажани на 24 април идната година. Престојниот период, работните групи од 4 најголеми политички партии треба да се договорат за се што е поврзано околу спроведувањето и гласањето на престојните избори.